Понеделник 9 март, кратки вести во 12 часот. Планирано е од селото Извор преку пресека до Врбјани да се вози по нов асфалт пред великденските празници, открива директорот на јавното претпријатие за државни патишта Коце Трајановски. Автопатот Кичево-Охрид се гради полни 12 години, а неодамна собранието ја одобри одлуката за продолжување на рокот до 31 мај 2027 година, при што беа одобрени уште 186 милиони евра поради пропуштени клучни елементи. Граѓаните во коментарите на вестите објавени на Охрид Прес апелираат на што е возможно побрзо завршување на комплетната делница. Градежните зафати во комбинација со неприлагодената брзина на движење на возилата често доведува до сообраќајни незгоди, што во голем број случаи се и со трагичен крај. Продолжува оштетувањето на пешачката патека која води кон хотелот Парк и најпопуларните плажи на Охридското крајбрежје. Читатели на Охрид Прес до редакцијата испратија фотографии од оштетувањата на подлогата на делови од самата патека, која секојдневно, а особено во викенди, ја користат голем број охриѓани и гости за рекреација. Ова не е прв случај. Читателите апелираат надлежните да ја средат состојбата, а до несовесните поединци конечно да покажат поголема почит кон она што е направено за доброто на сите. Теквондо клубот Хваран Квист од Охрид оствари одличен настап на теквондо турнирот Охрид Open, што се одржа викендов и беше прв турнир од новата сезона во македонската теквондо лига. Во машка и женска конкуренција освоија вкупно 21 медала. Јана Спировска беше прогласена и за најдобра јуниорка на турнирот. Учествуваа бројни клубови и надпреварувачи од повеќе земји. Покрај спортскиот дел, турнирот имаше и хуманитарен карактер. Сите средства наменети за плакети и признанија за спонзорите и поддржувачите, како и средствата собрани за време на самиот надпревар, ќе бидат донирани за помош на младата охриѓанка Ева. Времето денес променливо облачно, дува умерен југоисточен ветер, максималната температура во Охрид до 11 степени. Повеќе информации на ohridpress.com.mk. Уредник и водител на вестите Даниела Спасик, технички реализатор Реджеп Селман.